што постои вибрира на одредена фреквенција. Ова не е само мистична мисла, тоа е научна реалност. Столот на кој што седиш, телефонот во твојата рака, мислите што ти трчаат низ умот, па дури и емоциите што течат низ тебе, сите носат уникатен, вибрационен потпис. Како радиосигнал, енергијата што ја испушташ ја обликува стварноста што ја доживуваш. Ако сакаш брзо да манифестираш нешто, мораш свесно да ја избираш фреквенцијата што ја праќаш во универзумот. Повеќето луѓе живеат без да знаат дека нивното енергетско поле постојано испраќа сигнали. Секоја мисла, секое чувство, секоја длабоко вкоренета вера е како предавател што емитува фреквенција во квантното поле. А универзумот, кој што се води по резонанса, одговара така што ти носи искуства што се совпаѓаат со твојата вибрација. Затоа оние што живеат во страв, сомнеж или фрустрација често се заглавени во круг на борба, зашто нивната енергија е наместена на фреквенции што привлекуваат уште повеќе од истото. Но од другата страна, оние што зрачат со самодоверба, благодарност и сигурност, како по некој чудо привлекуваат мужности, љубов и изобилство, а тоа не е среќа. Тоа е моќта на усогласување. Не го привлекуваш она што го посакуваш, го привлекуваш она што си. Ако копнееш по изобилство, а вибрираш во состојба на недостиг, ќе доживуваш уште повеќе недостаток. Ако жедуваш за љубов, а длабоко во себе се чувствуваш недостоен, универзумот ќе ти го одрази тоа верување во облик на осаменост или незадоволувачки врски. Манифестацијата не е пуста желба. Тоа е внатрешна трансформација, промена на твојата фреквенција, здодека надворешниот свет нема друг избор освен да се преуреди според неа. Замисли го тоа како радио. Не можеш да го слушаш 101, 7 FM ако си наместен на 94, 3 FM, без разлика колку силно го посакуваш тоа.